Македонија! 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 Молам да прочитаме еден проглас од македонскиот народ до Европската Унија, до НАТО, до САД, до Организацијата на Обединетите нации и до Советот за безбедност. Ние, македонскиот народ, суверенот на Македонија, тој кој ги даде своите најдобри синови и ќерки во милениумската борба за слободна Македонија, тој кој ја крена антифашистичката борба и 100.000-ната македонска армија и кој на Народното собрание ја подигна независна автономска Македонија на еден дел од нејзината територија, никому не му даваме за право ниту легитимитет да промени име на држава, идентитет и да не вклучува во меѓународни организации кои во континуитет ја разградуваат нашата држава Македонија. На референдумот од 8 септември 1991 година повторно и јасно ја искажавме народната волја за независна и суверена Македонија. На референдумот од 30 септември 2018 година јасно кажавме не! На антиуставниот, нелегитимен и спротивен на меѓународното право Преспански договор. Не за НАТО! Не за ЕУ! Уште еднаш не за НАТО! Не за ЕУ! На референдумското прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, од 1.806.000 граѓани запишани во избирачкиот список гласале 666.000 или 36,91% од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Бројот на неупотребени гласачки лифчиња изнесува 1.140.000. Да напоменеме дека во тие 36,90% влегува и масовното полнење на кутии. Затоа председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски го соопшти исходот од референдумот. Одлуката не е усвоена бидејќи не гласале повеќе од половина од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Си даде оставка. Со што референдумот беше прогласен за неуспешен? А успешен за нас, за македонскиот народ. Да. Ние, македонскиот народ, бараме одговорност и започнување истрага за сите учесници во државниот удар, хибридната војна, геноцидниот проект Северна, за вмешаноста на странските служби. Никогаш Северна, само Македонија! Никогаш Северна, само Македонија! Никогаш Северна, само Македонија! Продолжуваме за вмешаноста на странските служби со кој Зоран Заев се закануваше низ целата држава и ја урна волјата на македонскиот народ за терористичкиот напад кој започна од територијата на западниот меѓународен протекторат Косово, како и за улогата на невладиниот сектор финансиран од страна на западните невладини организации. Уа и за нив! Сите тие
се соучесници во уривањето на уставниот поредок на Република Македонија и за нив бараме меѓународна истрага. Голем срам е за една самодекларирана учителка по демократија, како што сака да се прикаже во светот ЕУ и западната меѓународна заедница со своите активности да биде вклучена во кршење на основните човекови права на еден народ, со своите веќе видени по светот методи за уривање на држави. Македонците товарот на империализмот, непосредно или спроведен преку неговите балкански сервиси, го доживеа со цела негова тежина. Затоа нема да ви успее поништувањето на македонскиот народ, за да ги покриете старите гревови направени во 19-тиот и 20-тиот век. Ние македонците не ги забораваме раните кои ни ги извршивте врз нас и кои во најново време повторно во големи размери ги вршите низ цел свет. Затоа денес од тука прогласуваме дека ја почнуваме борбата за почитувањето на народната демократска референдумска волја. Така е! Скратено кажено револуција! Не за Преспанскиот договор! Не за НАТО! Не за ЕУ! Не за бугарскиот договор! Не за бугарскиот договор! И затоа не сакаме да влеземе во вашите сојузи, ЕУ и НАТО, и било кој друг, каде македонците и македонската држава веќе не постојат. Не ви даваме легитимитет за геноцид. Никогаш Северна! Секогаш Македонија! Да ни е вечна и жива Македонија! Да е вечен денешниот ден кој ќе биде најголем празник на македонскиот народ! Македонија! 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 Тука на еден транспарент читам: македонецот не коленичи пред никого. Така е! Тоа треба да е јасно на Европа и на светот. Така е! И на Зајко! Толку е.